Пресметки и фактури. За да се изготват пресметките за соодветниот месец, одиме во пресметки и фактури. Сега оваа опција е многу едноставна, бидејќи се изготвува една пресметка и тоа на следниот начин. Бираме месец, година, стоматолог и кликаме формирање збирна фактура. Доколку веќе постои овде сме ја направиле, кажеме, ќе ни јави системот дека постои, дали сакате истата со нови податоци да се формира, му кажуваме ОК, пресметката за 7.2013 е формирана. И истото тоа се повторува за 2, 3, 4 лекари кои ги имате, бирајќи ги овде сите во една ординација. Она што се печати за секој лекар е кецот и тројката. Единична пресметка за лекар и збирна пресметка за лекар. За секој месец, уште збирно за сите лекари се печати една фактура за ординација. Она што е плюс овде, во тромесечието, е шеска и седмица. Извештај за цели и групен извештај за цели. Овие се печатат исто така на крајот, од кога ќе се изготват сите пресметки. Меѓутоа, пред да се изготват пресметките, доколку се работи за крај на тромесечие, пример 3 месец, 6, 9 и 12, задолжително прво се оди со планирање. За да може овде да се појави реализацијата на цели. Тоа е тоа во овој дел. Останува овде уште за секој лекар се формира и извештајот за извршени стоматолошки услуги. Само се бира како што се овде податоците и формирање толку, потоа се бара овде тој извештај и се печати на ФЗО. Доколку имате други лекари, го правите за секој, го после од овде се бира соодветно и се печати. Тоа е се за пресметки и фактури. Пожелно е на крајот, кога ќе завршите со соодветниот месец, да ги заклучите сите пресметки, заради контрола, случајно да не притиснете за да се формираат со нови податоци, а вие сте однеле во фондот претходно други податоци. Така. Тоа е поради превентива.